Инфлуенсери има многу, како да живееме, како да ја победиме депресијата, како да бидеме успешни, како да полетаме. Тоа што го спомна пред малку. Нели некои луѓе доаѓаат само да ги научат техниките. Он ја научува техниката, како да ја сработи со некого. Меѓутоа он тоа не го живее. Да не е засадено во него. Едноставно пред некое време прочитав еден многу добар пост од една српски психолог Рената Сенич, мислам се викаше. И она кажува, значи денеска луѓето него овие сите гурува голем дел од нив. Она вика вистината на Инстаграм не изгледа добро. Вистината на Инстаграм не изгледа добро. Нели? Ние викаме вистината, го гледаме Инстаграм, на нас се не изгледа добро. Ама всушност кога на нас се не изгледа добро, вистината е дека таму ништо не е добро. И вистината е дека не е добро ништо на Инстаграм. Е фактичката состојба. И она тоа го кажува денеска луѓето кои што ги работат, голем дел од луѓето кои што ги работат овие професии, не дозволуваат симптомот да проговори од нив. Значи ако јас имам анксиозност или ако ти имаш депресија или што и да е, јас сакам да слушнам што ми кажува мене анксиозноста. Главна вежба што ја правам на пример со моите клиенти, ќе му кажам затвори ги очите, лоцирај во кој дел од телото се наоѓа твојата анксиозност и дај глас да каже нешто. Денеска луѓето, а и голем дел од тие професионалци не го прават тоа, бидејќи не се запознаени со своите лични симптоми. Него он ќе ја украде техниката или методот или што и да е, као нешто изгледа, дека знае, не знае или што и да, активен, да. И останал инфлуенсер. Така е и следното, нели од тука доаѓа он може да направи добар контент, може да има стварно добра содржина. Меѓутоа да правиш добра содржина и добар контент не значи дека си добар стручњак или професионалец. Тука